Добар ден, драги ученици! Денеска како реквизит ќе користиме јаженце, со кое ќе направиме многу интересни вежби. Пред се прво ќе направиме вежби за загревање, потоа вежби за истегнување, па вежби за експлозивност и на крај нормално малку ќе се олабавиме. Професорите што ни се подготвили за денеска тројца ќе работат малку различни варијанти, ќе имаме да кажеме малку подобра варијанта на правење на вежбите, по високо ниво и малку пониско ниво од страничите, значи вашата десна и лева страна од екранот, каде што нормално ќе видите како некои елементи што се вели може да се изработат вежби со не толку совршена форма, но ќе се трудите вие со текот на повторувањата и на наредниот час да ги направите уште подобро вежбите, а најдобрата техника ќе ја прикажува професорот во средина. А да започнеме. Благодариме. Јаженце е долго 2 метра отприлike, нешто поголемо од ваша висина. Ќе го преклопиме на 4 дела. Значи, на половина, уште една половина, па од него ќе направиме на под крупче и во тоа крупче ќе се потрудиме заедно да ги изведеме со вас сите вежби за загревање отприлика некои 2 минути. Почнуваме со трчање во место, но тоа место ќе биде околу со кружно движење околу јаженца. Лестви, чекори, низок џоб што викаме, малце работа и со раце да се вклучи, да може да се загрееме. И еден простор од метар на метар, квадратен е сосема доволен, па може да смениме и во друг правец. Ема 7-8 крупчиња во една страна, 7-8 во друга, се сосема добро. Мало издишување помеѓу овие вежби ќе биде сосема нешто што е доволно, за да веднаш не се задишеме, оти во главен дел ќе ни треба доволно снага. Застрнуваме раче горен став околу крупчето направено со јаженце, почнуваме во ваша десна страна, значи лева, по 90 степени скокчиња се можни и 4 пати по 90, круг од 360. По 4 кружни движења, 2-4, можеме да свртиме и во година насока. Мало заспет, 90. Сега малце, пак издишете, мало подишување, издишување, барем уште еднаш. Одиш низа концентрација меѓу вежбите и да нема преголема задишаност. Една нога оди во обрачот, во крупчето, друга напред. И одиме со одскоци. Едно 10 до 15 пати, односно по 10 пати лева нога, чекори во крупчето 10 пати. Десна, одлично. Издишуваме. Мало подишување. И уште една вежбичка која ќе не фокусира нашето крупче, нашето јаженце, а ќе внимаваме да не го допреме. 1 сантиметров подскок сосема доволно за гревање. Странични скокови, подскоци, во лево, десна страна, ако може 15 до 20 пати, односно 8 пати. Една нога 8 пати до 10 и другата да влезе во средина на крупчето, ќе биде одлично. Можеме уште еднаш. Издишување, да се наже, оти понатаму ќе го користиме него. И по овие поменати 3 минути во загревање продолжуваме со вежби за истегнување на телото, па ќе почнеме од предрачување во став паралелен, згрчено, надрачи, згрчи, предрачи.
Значи, може со различита динамика, брзина, но едно 8 повторувања барем да ги имаме во овој дел. И може малце за игра побрзо. Отлично. Можеме во предрачување од исти став, мали свртувања во зглобовите на раменици да се загрееме, исто така ќе ни биде добро, ќе ни дојде во свртување на јажи. Отлично, мало разлогување. Одиме од став споен, раце во предрачување напред до надрачување на прсти. Малку на бројање, а потоа и на мали трзај, мали зипови и одлично за загревање. Од ова вежба века можеме да пробаме јажето позади лева па десна, па назад и горе, а може малце посложена варијанта, тешка да речеме, јаженце малце пошироко да се фати, па да се проба со двете раце истовремено и одлични се за одлична вежба за истегнување. Уште еднаш да ги покажеме двете варијанти. Одиме со одрасчекорен став, раце од продолжување, засуп во лево, засуп во десно. Во лево, десно, 7, 8, 9, 10 повторувања, сосема доволно, а многу ќе прилегаат за опуштање и подготовка на телото во главниот дел од часот, каде што ќе имаме прескокнување со јаш. Отклоните, минатиот пат ги направивме со движење по полкови карлица, сега ќе ги фиксираме нозете во расчекорен став, а само од отклон ги го правиме од труп и со раце. Према лево, исправи, десно, издиш. Одлично. Вежба за странична мускулатура на трупот и подстав споен, раце во надрачување, одиме предрачи и предножи да се спојат прстите со јаженце доколку е може. По 8 пати на лева и десна нога може да биде одлично. Олека ќе одмориме, но ќе одмориме активно. Од став споен ќе се спуштиме во главот предлон, доколку не можеме да ги допреме прстите, еве го јажето да помогне. И јажето помага да полека можеме да ја зголемиме флексибилноста на задната ложа, а јажето е она што, нели, во континуитет не помага. Уште еднаш, па ако некој веќе и може да добре до прсти, го остави јажето, како повисоко ниво, пробува да прст. За предизвик може да биде да го дофати јажето, не? И една комбинација, која што може да помогне исто, е да биде со вкрстена лева нога или десна, меѓутоа, еве ќе го ставиме во следни часови за речеме за малце повисоко ниво, бидејќи само што поштуваме со учебна година, ќе имаме простори за тие вежби. Малце за, да речеме, за забава со јаже, одиме десна, лева, па може. Ова вежба, но може сега и десна, лева, па да пробаме овдека, па пак десна, лева, па од позади на друга страна, па и вежбата може да се усложни. И да речеме, од овдека, сега со лева напред, па десна. Но, ако сакаме да зголемиме тежина, можеме поблиско да ги фатиме рацете по крашето и да пробаме тука да преминеме од една. А и овдека, па може, одлично. Сега, следна вежба, која е доста интересна, ќе ја покажам и во чело и страна. Фатимо јаженце што пошироко, десна
поминува, а задната, или во случај наша лева, наша десна нога, ќе се фати во скочниот зглоб пред стопалото и можеме да свртиме дури малку отскоци да ги направиме во една насока, а може и во друга насока. Одлично, одлично. Иста вежба може да ја направиме со лева нога, ваша десна ноди напред, на задната нога, на десна, отфаќаме, задржуваме малку да се стигне предна ложа, се исправаме и сега да додадеме тежина малку да ни биде интересно, може да фатиме ритам на некоја музика да отпуштаме, да се раздвижиме со кружни движења, односно скокови во една насока и скокчиња во друга насока. Ќе оставиме уште едно до две вежби да ги изведеме со јаженца за истегнување. Остав споен исчекор напред, со посушнување до раце во надрачување. Ова е доста вака спонтана, а и потребна вежба, убава за изведување. Јаженцето дава простор да се движат рацете, но дава простори ориентацијски да држат тип баланс, а и правилно да се изведе ова вежба за истегнување. Сега, тука некаде ќе го завршим и овој дел, но она што е важно во гладниот дел на часот е да го прескокнуваме јажето, со што ќе ја подобриме нели нашата моторичка способност, експлозивност за овој час и за следниве два. И сите вежби јас ќе ги покажам без јаже, а колегите ќе работат со јаже, така да знаете дека вежбите може да ги изведете во домашни услови и да немате јаже, може да ги примените овие вежби. Правило за скокање на јаже е јажето фатено по двете стапала во стап споен, да дојде некаде на висина, каде што надлатицата и подлатицата ќе формираат прав фат. Многу е долго јажето како мое, намерно е земено вакво, го фаќате на криштата и со едно свртување веќе еве доаѓам до таа некоја потребна. Инако ходи подолго расте, значи јажето е кратко, неадекватно, за тој час можете и без јаже за тоа, а за следниот можете да набавите некое друго. Еве прва вежба, ви останете со јаже, прва вежба ќе оди фатени дланки кој набор, палеци показалите го држат јажето, едно вртење, два подскока. Се гледа дека ова вежба може да се покаже, а сега пробуваме со јаже. Тап, 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 тап и со овие 10 скокови чуваме, но помеѓу секоја вежба или различен скок ќе практикуваме да дишуваме длабоко и да издишуваме полеко. Да трае барем два пати. Следна вежба ќе ни биде едно вртење, еден скок. И тие што го вртат јажето, и тие што се почетници, ќе пробуваат најдобро без јаже, или во зимски услови, ако не може да излезете во дворот, во холот, пред зградата, пред станот, во дворот на куќата, останувате дома, а го гледате ова видео, скокате без јаже, бидејќи висината на плафонот нема да ви позволи да го вртите јажето, но можеме да го завистиме. Тоа е уште повисоко ниво. И одите. Ево, 10 вртувања, сосема долго. Кажавме, разлабување обавезно, не само што ќе добиеме мало воспаление на трицепсот, на
под коленицата, туку доста ќе бидеме задишани. Мораме да практикуваме активност, одмор, активност, одмор. Така да правиме поинтересен часот. Ево ова вежба ќе ја покажам без јаже, односно веднаш јаже. Едно вртење, расчекор, едно вртење, споен став. Расчекор, споен, расчекор, споен, расчекор, споен. И оди. Расчекор, споен, сврти, споен, сврти, расчекор, сврти, споен. Издржуваме. Еве и ние овде кај видеото ќе се гледа. Дека се задишуваме. За да ја покажеме следната вежба, која што ќе оди со наизменични предложувања лева десна. Едно свртување со десна напред, друго со лева. Сврти, лева, сврти, десна, сврти, лева. Сврти, лева. И сега, јас ќе го правам, можете и ви напред. Свртени. И одим. Барем по 5 преминување со лево, 5 со десна напред, може да биде одлично и секако веднаш мараме, се бавиме. Одлично. Сега, ова има, нормално секојаш има различни комбинации, кои што ќе ни дозволат да се играме со јаженцето. Сега малку, за да не веднаш го зголемиме интензитетот, малку да биде опуштено вртење. Па сега ќе направиме едно вртење, десна љава. Едно вртење, подскок, десна љава. Имитирате, но кој добро имитира, сигурно дека и успешно ќе го врти јаженцето. Па одиме, десна напред. Ова веќе може да оди 20 пати, 20 секунди, 30 секунди, значи може и на време. Одлично. Одмараме, се забавиме, дури може да се покресеме од нозите. Да шутнеме, може и малце јатко, со прсти. Кон горе, за да изтегнеме самата ложа, листот, рецепсот, да ги изтегнеме, да, може да продолжиме со исто темпо, бидејќи ги стојат може 3-4 минути, од интересни вежби. Па одиме, лево-десна кажете. Супер. Добро. Сега можеме малку да зголемиме интензитет. Едно вртење десна, едно вртење лева, едно десна, едно лева, односно висок џоб и доста вака ритмично е со јажето. Истото се пробува со јаже. Јажето е секогаш реквизит за предизвик. Веднаш постава вежба. Еве, малку скоро доаѓаме до крај. Правиме уште една вежба која што ќе биде доста, да кажеме вака, захтевна за вас, а тоа е еден скок, но две вртења брзи со раце. Еден скок, две вртења. Еден скок, поголем, две вртења. Оп! Фуп! И
Да видиме дали сме подготвени и ние. Поди. Опа! Окей. Полека ќе разлагуваме. Можеме на првишно беженцето да го ставиме на врат. Да издишаме. Да шутнеме во празно. Да пробаме соишчето напред. Прсти кон горе. Лагано да пробаме да изтегнеме знаната ложа, особено од коленицата. Мислам дека овдека не само што и пријатно ќе се чувствувате, и сите ние заедно, но веќе и ќе бидеме подготвени и за следниот час. И за следниот час да ги седеме вежбите. Овдека завршуваме за денеска.